Добар ден, еве не пак заедно со помош на технологијата. Ова за нас ќе биде прво од трите предавања кои сакам да ги имам на тема на страдањето. Особено за страдање за кое ние не сме виновни. Например, макате што сега сме во карантин, а тоа е заради вирус што велат дека некој кинез некаде го закачил од рибен пазар, па сега и мене во Македонија ми прави проблем. Сакам денеска со ова кратко излагање да дадам еден генерален преглед на некои работи во врска со страдањето и болката, а потоа во наредните 2 недели сакам да зборувам врз основа на книгата на Јов. Еден автор, Тим Келер, во едно свое предавање цитираше некого кој рекол оти, кога работите ќе тргнат наопаку, поентата не е само да ги истуркаме без да се распаднеме, туку да излеземе како победници. Секогаш кога имаме проблеми, како сега например, тоа ни помага да пораснеме. Не само да стиснеме заби, туку да излеземе такви кои ќе пораснат преку овие маки. Знам дека на сите ни е тешко во оваа ситуација кога сме затворени дома. Ама знам исто така дека никогаш досега црквите во Македонија не биле толку активни на медиумите. Јас верувам дека сета оваа мака, сите овие проблеми ќе ни помогнат да излеземе посилни и поблагословени. Како тема на сето она што ќе го зборувам денеска, сакам да го прочитаме текстот во Евангелието според Марко во 5 глава, од 22 до 42 стих, кој верувам ќе ни помогне во нашето размислување. Тоа е познат текст, ама сакам да го погледнеме малку поинаку. Еве што пише во Библијата. Тогаш му пристапи началникот на тамошната синагога, по име Јаир, клекна на колена и почна сесрдно да го моли: "Ќерката ми е на умирање. Дојди, положи раце врз неа за да оздрави и да живее." Тогаш Исус тргна со Јаир, а многоброен народ ги следеше, туркајќи се околу него. Меѓу народот имаше една жена која крвавела веќе 12 години. Се намачила одејќи по лекари, на кои го потрошила сиот свој имот, но напразно. Состојбата уште повеќе и се влошувала. Оваа жена слушала што се зборува за Исус. Крадешком, таа се доближи до Исус одзади и се допре до неговата облека. Зашто во себе си велеше: "Само да се допрам до неговата облека, ќе оздравам." Крвавењето веднаш запре и таа почувствува дека нејзиното тело оздраве. Во истиот момент и Исус почувствува дека од него излезе исцелителна сила. Обраќајќи му се на народот, запраша: "Кој се допре до мојата облека?" Учениците му одговорија: "Гледаш колку народ се турка околу тебе и прашуваш кој те допрал." Но Исус се сврте да види кој го допре. Жената, тресејќи се од страв и знаејќи што се случи со неа, клекна на колена пред него и му ја кажа целата вистина. Исус и рече: "Ќерко, ти оздраве врз основа на твојата вера. Оди си спокојна и здрава." Додека Исус уште зборуваше, пристигнаа некои од роднините на Јаир и му рекоа: "Ќерка ти умре. Не додевај му повеќе на учителот." Исус слушна што рекоа луѓето, но му рече на Јаир: "Само верувај ми и не плаши се." Исус не му дозволи никому да дојде со него, освен на Петар и на двајцата браќа Јаков и Јован, следбеници на Исус. Кога стигнаа во куќата на Јаир, Исус забележа дека луѓето плачат и лелекаат на цел глас. Влегувајќи внатре, Исус им рече: "Зошто плачете и лелекате? Девојчето не е мртво, туку спие." А тие на тоа му се подбиваа. Исус нареди сите да излезат надвор, а внатре ги задржа само таткото и мајката на девојчето и тројцата своји ученици, кои го придржуваа. Влегува кај девојчето. Исус го фати за рака и рече: "Талита куми." Ова на арамејски јазик значи девојче стани. Девојчето веднаш стана и одеше. Тоа имаше 12 години. Сите беа вчудовидени, но Исус им нареди за ова никому да не кажуваат. Потоа им рече: "Дајте му на девојчето нешто да јаде." Во овој библиски текст можеме веднаш да видиме 3 вида на страдање. Го гледаме девојчето кое страда, бидејќи е, она што ви го рекле денешните лекари, акутно болно. Тоа е на работ да умре. Од друга страна, жената која ја гледаме е хронично болна. Тоа предизвикува не само физичка болка, туку во нејзиниот случај и социјална стигма. Не беше прифатена во општеството и ја избегнуваа како нечиста. Ако сакате денешна паралела, како инвалид или лице со ментална попреченост. Таа е жртва на лекарски грешки. Не само што е болна од болеста, туку читаме и од паралелните текстови и од грешките на лекарите. Но има и трет вид на страдање.
Тоа е болката на таткото. Кога имаш некој кој ти е близок и страда, па и ти страдаш со него. Најчесто луѓето тоа не го забележуваат и го игнорираат. Сите го гледаат девојчето, никој не ги гледа родителите. Немоќта те уништува. Значи, страдањето има различни форми, па затоа, ќе кажам, е и неизбежно да ни се случи. Еве една аксиома. Секој страда и ќе страда. На некои не им ги гледаме страдањата, на некои луѓе се очигледни. Но заради страдањето ќе станеш помек или закоравен, послаб или посилен, ама никако нема да те остави таков каков што си откако ќе заврши. Сигурно, длабоко, радикално ќе те смени, а како, ќе зависи од тоа како ќе одговориш на него. И сега прашањето е како да се справиме со страдањето. Јас би сакал тука да направам една споредба како се справувале различни религии и култури, па да видиме дали и како христијанството дава алатки ние да се справиме кога ги имаме проблемите и страдањата. Се до 20 век, пред да имаме таа секуларна, модерна култура, сите култури и религии тврдеа дека значењето во животот, тоа за што живееш, не се наоѓа во материјалниот свет. За монотеистичките религии, идејата беше дека ќе живееш на начин што е пропишан и додека го живееш животот ќе страдаш. Меѓутоа, ќе патиш и еден ден ако заслужиш, ќе одиш на небото, за да живееш со сите своји сакања. Кај оние религии што ги нарекуваме кармички религии, оние кои веруваат во карма, целта ти е да живееш доблесно и убаво за да избегнеш реинкарнација. Па кога ќе излезеш од тој круг на кармата, ќе живееш во блаженство за секогаш. Во будизмот, во кој, ајде да поедноставиме, учи дека се околу нас, вклучително и ти самиот си илузија, се стремиш да ја надминеш таа илузија и да се споистоиш штавилото. Ако пак живееш од култура заснована во срам и чест, се бара да живееш честно, да ги направиш задоволни пред сите, да имаш чест и така да заслужиш убава иднина во вечноста. Ајде да бидеш стенет од поширокото семејство. Во сите случаи, тоа што се тврди е дека твоето значење во животот не е врзано со материјалниот свет. Па затоа страдањето не може да ти го одземе. Туку на некој начин дури го засилува чувството дека нешто си постигнал. Например, во култури засновани на срам и чест, да умреш убивајќи некого за да се одмаздиш за некој свој ти носи чест, без разлика дали тоа ќе ти го уништи животот. Јас имав случај да се сретнам со човек кој беше затворен 15 години во Идризово, затоа што во една расправија некој пукал во неговиот брат, па тој решил да му врати и го убил. Брат му преживел, тој остана во затвор и кога го прашав што би направил сега да си во таа ситуација, после 12 години во затвор, тој рече ќе го направам исто за честа на моето семејство. Пред неколку години имавме случај во Скадар, во блиска Албанија, каде што пастор, ни крив ни должен, беше убиен на сред улица од човек кој не го ни познал. Човекот само сакал да ја одмазди смртта на својот некој близок и сметал дека е честно, ако треба целиот живот да го помине во затвор, само да ја врати честа на семејството. Најчесто не одиме во тие екстреми, ама на страдањето секогаш се гледало како на сила која те подобрува, па дури и ти помага во некој случај за спасението. Сега световниот поглед на овој свет е поинаков. Бидејќи луѓето сметаат дека или нема Бог, или не знаеме дека го има, тоа значи дека се има природна основа. Нема надприродно, нема иднина, нема вечен живот. Каде е проблемот со оваа философија? Тука. Која е смислата на животот и каде е? Ако нема нешто трансцендентно што го надминува овој живот што го живееме, тогаш смислата на животот мора да е во материјалниот свет. Смислата мора да биде во успехот, романсата, во љубовта, во парите, во имотот, во успехот, во позицијата или во нешто слично. Сега, ако го имате тој светоглед, страдањето те ги одзема сите овие работи. Ке ти одземе љубовта, ке ти го одземе успехот, ке ти го одземе здравието, и ако значењето ти е во тие работи, не само што ги губиш тие материјални нешта, туку ти веќе ја губиш и смислата на животот. И животот станува безсмислен. Пред многу години, таткото на мојата сопруга ми даде една книга која ја прочитав одамна, иако и сега деновива ја најдов на едно место, напишана од Виктор Франкл.
Тој бил евреин психијатар кој бил во концентрационен логор за време на Втората светска војна. Книгата се вика Човечкото барање на смислата. Не знам дали има на македонски, јас ја читав на српски. Според него, кога на луѓето ќе им одземеш се што имале, пари, богатство, статус, кога ја губат, значи смислата на животот, има два избори. Или ќе се згужваат, ќе се склупчат и ќе умрат, или ќе станат злобни. И оваа култура, модерната, секуларната култура, ако сакате, дава најмалку помош за човек да се справи со страдањето. И затоа сакаме да избегнеме страдање по секоја цена. Ајде, сетите се на стоматологијата. Колку е денес полесно да отидеш на стоматолог, отколку порано? А колку луѓето се поистравматизирани кога ќе се спомне дека треба да отидат и да лекуваат зап. Во денешниот свет, уште полошо ќе кажам отколку во модернизмот, бидејќи денеска нели зборуваме за постмодернизам или постмодернизам, како сакате, преовладува мислењето дека страдањето е случајно, безсмислено и безкорисно. И ако се сетите на минатото, сетете се на баби, дедовци ваши, без разлика на која возраст. Страдањето беше дел од секојдневието, начин на кој ќе израснеш во личноста која треба да станеш. Сакам да ви кажам како тоа се одразува на денешнината. Во минатото имаше херои. Луѓе кои заслужиле со нешто да бидат ценети и земани за пример. Најчесто биле личности кои страдале, пателе, умирале или се жртвувале за друг. Денеска, подправете ме ако грешам, го имаме тоа што се нарекува селебрити. Што е разликата помеѓу селебрити и херои? Селебрити ви е личност која ништо не направила во животот, ама заради некакво глупирање се смета за важна. Ако читавте на Офнет за време сега на кризата, имаше еден интересен напис кој викаше празнотијата на селебрити и нивниот статус во оваа криза. Која фајда ако некој има толку многу следбеници, кој ништо не му значи, ништо не му помага? Која фајда за нас да следиме некој што ништо не направил? На херој барем може да се угледам. Но тоа е денешнината. Тоа е денешното општество во кое славиме нешта кои се помалку и помалку имаат, како да кажам, врска со само жртвувањето. А што тоа значи кога ние практично и свесно бегаме од страдање? Мислам дека значиот и човек ако треба да страда за да му помогне на друг, нема да го направи тоа. Бидејќи страдањето му нема смисла. Затоа најголемиот број луѓе во светот кои работат нешто во тешки средини, дали се мисионери, медицински работници, и патем ова е статистички докажано, можете да го проверите, се религиозни луѓе. Да ви дадам еден денешен пример. Видете што се случува во Централ парк, во Њу Јорк, во САД. Самаританска торба има полска болница која обслужува болни од COVID-19. Во моментот кога ова го снимам, тие се единствена невладина, непрофитна организација која дава таков вид на помош. Ако сте го прочитале тоа дека Самаританска торба има таму болница, сигурно прочитавте дека градоначалникот на Њу Јорк се загрижил дека треба да се провери и контролира оваа организација, да не би оваа религиозна организација одбила да им послужи на тие од ЛГБТ провиненција. Демек да не ги дискриминира. Интересно е сепак дека тоа исто ЛГБТ лоби, кој толку вришти и се дере, не направи ништо за другите околу себе, што во суштина е доказ за оваа секуларна философија. Не ми се страда за мене лично, а камоли пак да страдам за некој друг. Па тога што им ја дава на религиозните луѓе силата? По сите религиозни традиции страдањето е дел од животот, бидејќи те тера да станеш подобра личност. А пак за тие кои веруваат дека Бог контролира се, животот и смртта, тогаш е полесно да го прифата страдањето. За тој што е нерелигиозен, се зависи од самиот него и оставен е сам на себе. И затоа страдањето носи очај. Христијанството е поинакво од сите религии. Многу поинакво и од секуларизмот. Ајде да видиме како и зошто. Ако го земеме примерот на културите на срам и чест, каде што страдањето треба да се поднесе стоечки, она во смисла немој да тажиш, тера и натаму, христијанството дава можност да се тажи, да се изрази тагата, а да не се уништиш самиот себе си. Ајде да видиме сега што ни зборува текстот. Знаеме дека до овој момент Исус веќе беше почитуван учител. По правило,
според културата, не смееше да се допре до жена која има периода, а уште пак помалку до некоја која има сериозен проблем на крварење и е церемонијално нечиста. А сепак Исус го направи точно тоа. Не само тоа, туку и даде можност на таа жена јавно да се искаже. Уште повеќе, ја нарече и ќерка, вика, оди си со мир. Биди слободно од тоа страдање, излечи се. Еден теолог од минатиот век, Ворфилд, беше прв кој направи истражување во Библијата за тоа какви биле емоциите на Господ Исус. И неговиот заклучок беше дека Исус беше човек на тага, човек на сочувство. Колку пати читате дека Исус прослози, дека Исус заплака, дека Исус се натажи. Тој не сакаше да покаже цврстина како некој стоик. Сакаше да биде поврелив како секој човек. Сакаше Создателот, оној што не создал, да покаже дека е во ред да ги покажеме нашите емоции, дека е во ред да се исплачеме. Има еден друг историчар кој правил истражување бидејќи го интересирало како е можно христијанството за еден век да го замени паганството во Римската империја. Што го направи толку популарно? Повторно, една од причините што тој ја дава е дека тоа се случило заради ресурсите и помошта што ја дава христијанството кога човек ќе се соочи со проблем, тешкотија или страдање. Двајца големи философи од тоа време, од првиот век Кикеро и Сенека, верувале дека во вечност одиш како душа, не како личност, па како резултат љубовта е привремена. Затоа велеле тие, немој да се поврзаш со ништо. Не дозволувај нештата да те врзуваат. Немој да тажиш, немој да се чувствуваш. Тоа те прави слаб. Христијанството пак од своја страна представи спасител кој плаче заедно со човештвото. Христијанството покажа три нешта кои верните ги имале и до ден денес ги имаат, за да им помогне со маката и со страдањето. Првото нешто што го имаме е Бог кој страда со нас. Велике, минатата недела точно за тоа зборував. Ниту една друга религија го нема тоа. Безсмртниот Бог станува смртен, страда со нас. Имаш Бог кој вели, знам како е. Јас поминав низ сето тоа, ти што го минуваш. Никој го нема тоа. Само христијанството. Второ, христијанството вели дека си личност по смртта. Дека твоето постоење не се губи од како ќе умреш. Туку дека како верен христијанин одиш кај Бог и имаш заедништво со тројството, со Таткото, со Синот, со Светиот Дух, но и со сите блиски верни во Господа. Небото е свет на љубов. Не дека љубовта завршува тука, туку продолжува во цела вечност. И третото нешто што го има христијанството и никој друг, вели дека има воскресение во кое го добивам своето тело. Има ново небо, нова земја, ново тело како што доби Господ Исус при неговото воскресение. Исус воскресна, ке се сетите, и потоа јадеше риба за да докаже дека не е дух. Значи ќе плачеме, значи ќе стенкаме, а ми имаме надеж. Не сме очајни. Има и нешто друго. Христијанството, за разлика од религиите каде што има карма, верува дека некога страдањето е надвор од пропорција со тоа што сме го направиле. Со други зборови кажано, тоа што сега страдаме не неопходно е право пропорционално со нешто што сме направиле. Во хинду религиите, со идејата за реинкарнација се вели дека сега страдаш заради минатото, па затоа нема неоправдано страдање. Може би во овој живот сега и тука, кога сум на земјата, нема причина за тоа што страдам. Ама ја носам таа причина од минатиот живот, па затоа нема страдање за тебе кое е неоправдано. И ова е проблематично. Во Библијата читаме дека Бог не создаде на почетокот свет полн со страдање. Немаше грев, немаше смрт. Кога првите луѓе Адам и Ева сгрешија и се одвоија од Бог, тогаш работите тргнаа наопаку. И тоа значи дека дел од расипаноста на светот ќе влијае врз нас дури и кога тоа не е наша вина. Најубав пример за тоа ви е книгата на Јов. И јас се надевам дека во наредните 2 недели ќе можам да дадам колку толку преглед на истата во 2 предавања. Бидејќи Јов страда незаслужено, неправедно. Неговите пријатели му велат дека нема неправедно страдање и велат дека ако нешто не е во ред, ако сега пати, мора да направил нешто лошо. Ако ја читате книгата Јов, ајде ќе ви охрабрам сега, како домашно, прочитајте барем бегло, ако ништо повеќе од идната недела, Бог на крајот на книгата е бесен за тој став.
Исус патаме врховен пример зошто карма не постои и зошто кармичките религии не се ворат. Господ Исус Христос живееше совршен живот. Дојде од вечноста без да има предходно грев, го љубеше Бог со сето од срце, сета душа, сиот разум и ближниот како самиот себе си, а сепак ќе се согласите, умре неправедно. Страдаше неправедно. И Бог го разбира тоа. Кога некој постојано вели дека ако страдаш нешто лошо мора да си направил, поучува небиблиски и погрешно. Има многу страдања кај секој од нас кои не можеме да ги поврзиме со наш конкретен грев, а и Бог не го прави тоа. Ке се сетите на примерот кога го прашаа за тој слепородниот, зошто се родил вика слеп, кој сгрешил? Тој или неговите родители? Христос рече ни тој, ни тој. Има друга причина. За разлика од секуларноста, пак Библијата и христијанството велат дека страдањето никогаш не е безсмислено. Бог има цел која не мора да ја разберем. Може би никогаш на оваа земја нема да ја разберем, ама сепак страдањето не е без врска. Видете што пишува во текстот. Исус тргна да оди да ја спаси девојката за да не умре. И одејќи натаму застанува да се справи со жена болна 12 години. Ако мене ме прашате, таа сигурно можеше да почека саат-два. И оваа слика е пример за тоа што честопати не нервира во врска со Бог. Што мене, може би ќе кажам, ме нервира во врска со Бог. Што ли мисли Бог? Не е во ред. Тајмингот не е во ред. Девојчето ќе умре, а тој застанува да излечи хронично болна жена. Застанува да си поправи муавет, се распрашува наоколу и ништо чудно што додека тргна девојчето умре. Ова е слично на случајот со Лазар, ќе се сетите. Ако го читате текстот таму и ја видите хронологијата, беше 2 дена пат од местото каде што беа Исус и учениците до каде што беше Лазар. Кога дојде човек да му каже на Исус дека Лазар е болен, веќе беа поминати 2 дена. Кога Исус почека 2 дена, па се врати назад, веќе 4 дена му треба откако слушна дека е болен. И додека стаса таму, ќе се сетите, Лазар беше веќе мртов. Ние не можеме да го забрзаме Исус, иако тоа не го сваќаме како луѓе. Исус не е човек. Начинот на кој Бог работи не е како нашиот. Ние го имаме текстот и кога го читаме сега ни е лесно. Знаеме дека се заврши позитивно и за жената, и за девојчето. Ама, најчесто во нашето страдање, 99,999% можеби не се случува вака. Исус има план и сака работите да се случат на негов начин. Дали тоа ќе го земе целиот мој живот и твојот живот? Не знам, ама тој ќе си го исполни својот план. Исус знаеше дека во душата на оваа жена треба да се случи некаква промена. И затоа запре да ја послужи на неа. Тој знае дека девојчето нема да му трне на полошо, бидејќи дури и ако задоцни, доцнењето ќе донесе уште поголема радост. И затоа, кога Исус дојде кај девојчето, кога седна до неа, како што пишува во текстот, се заврти на тие околу него и вели, таа спие. И која е реакцијата на луѓето? Му се смеја. Тој проговори на арамејски, што всушност, пак причината зашто е така запишано, е доказ дека ова е очевидец кој тоа го зборува. И тој се обраќа и вели талита куми. Талита е деминутивна форма на девојка, всушност девојченце, и вика стани. Има некои коментатори ќе ги прочитате, како Макс Лукадо, например, кои велат дека талита е збор кој го ползуваш да искажеш блискост и љубов. Нешто слично како нашето мило срце, ајде време е да станеш да се разбудиш. И тогаш тој ја подигна од смртта. Чекај малку, застани. Зарем не беше заспана? Така пишува во овој текст. Ако го погледнете доктор Лука, во Евангелието според Лука, тој вели дека духот се врати во неа. Значи била мртва. Па добро. Тогаш зошто Исус вели дека спие? Јас мислам дека сака да каже, видете ја мојата сила, видете ја мојата љубов. Смртта е најголемиот непријател, а јас ја сметам како сон. Исус ја фати за рака, ја извади од смртта. И со дело покажа како да вели, ако јас те држам за раката, ни смртта нема да ме спречи да те подигнам. И смртта нема да е последниот збор во твојот живот. Ако може да се поучиме од овој пример, прашањето е зошто да го побрзуваме Исус кога има толку љубов за сите нас. Ние читаме во целата Библија дека платата за гревот е смрт. Ево, девојчето умре, сигурно и таа била грешна.
колку што можела на 12 години. Па како тогаш го врати животот? Бидејќи подоцна, самиот Господ Исус умре на нејзиното место. Ја плати цената, отиде во темнината и се врати од таму за таа да има живот и светлина. Затоа смртта не е безмислена. Затоа страдањето не е безсмислено. Знаеме ли зошто Бог не го запира веднаш страдањето? Зошто не го запре сега, веднаш, одма? Не знам кој е одговор. Ама знам кој не е тој одговор. Не е дека не сака, не е дека не мисли за нас. Ако е така, зошто тогаш умре за нас? А умре за нас. Кога имаш таков Бог спремен да умре за тебе, не знам зошто страдаш, ама знам дека не е оти не сака. Не знам зошто страдам јас, ама знам дека не страдам бидејќи не ме сака. Кога ќе сватиме дека Бог навистина не љуби, тоа ни помага и во тагата, и во страдањата, па можеме да преживееме. Бидејќи самиот Бог страдаше за да покаже дека неговата љубов е стварна. Пак ќе ве подсетам, минатата недела беше Великден. И знаете она прашање, каде е Бог кога страдам? На истото место каде што беше кога неговиот син страдаше. Тој знае најдобро. Знаеше и во случајот со Јов, ама затоа ќе зборуваме наредната недела, ако благоволи Бог за тоа.